Одвојуваме време од програмата на телевизија КИС за лето на базен. Опуштена и релаксирана атмосфера на базен, а ние снимаме. А пред базенот влеговме во кујна. Таму имаше што да се види. Фантазии од јадења. Главен готвач Јовица. Место на базен Тропико, емисија Лето на базен. Започнуваме веднаш по рекламите. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на Кино Братство, спротиградскиот пазар и во близина на Тетовчанка, Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои, лакови и се останато за современо молирисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 20-годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на големо во спортската сала. Дараком, бој со препорака од прва рака и екстра брза испорака. Лето со друга димензија, лето со базен Тропико Брвеница, капење, нуркање, уживање, онамо каде што започнуваат најубавите летни доживувања. Базен Тропико во Брвеница со мени од сопствената кујна, превкусни салати, мезиња, пици, десерти. Сето ова во комбинација со различна музичка понуда секој ден за разбивање на монотониот концепт на летото, за нови дружења, за нови летни авантури. Разнобоен коктел во рака, капење и сонџање, колку душа ви сака. Базен Тропико Брвеница. По завршувањето на ова лето, прераскажувајте го уште долго. Да, како што ви кажавме и пред малку, екипата на Лето на базен повторно својата главна инспирација ја црпи од базенот Тропико во Брвеница. А таму лудило, весели дечки, фамилиарни средби, капење до безвест, чиста вода. Прекрасноти на сите страни. А ручекот на базен може да изгледа уште поубаво отколку што звучи. А за да ве увериме во ова, еве снимки доказ. Влегуваме во кујната на Тропико, а таму царството на гурманите. Јовица е главниот готвач. Ве запознаваме со него, а тој со неговите јадења на денешното меню. Добре дојдовте, во кујната на базен Тропико. Како што знаете, веќе неколку години имаме активирано скоро се од кујна. Од секој јадење помалку. Има опфатено. Имаме пици, салати, скара, десерти, сендвичи. Во глобала од се помалку. Со текот на времето, ние работиме веќе 9 години, со текот на времето самата пракса ни покаже дека е потребно кујна. Почнавме прво со ладни сендвичи, па воведовме пици, но тоа не беше доволно за нашите гости и така решивме да воведеме кујна. Од минатата година имаме да понудиме буквално се како ресторан. Не сме ресторан, но нудиме јадење како ресторан. Денеска ќе ви приготвиме цезар салата, ќе приготвиме пилешко во кари сос, шарска плескавица, пилешки чварки, домашен чипс и тоа. Овие јадења ги избравме како едни од најбарани во оваа сезона и се малце специфични, ги нема секаде, нешто е измислено од наша страна, нешто го правиме малце поинако од друго место, така да ќе видите на крај. Твоите усни да ги имам со вкусна мандарина, сега види со мене. Сега ќе приготвиме шарската плескавица. Шарска како шарска, нема никоја филозофија, секаде се прави исто.
Значи се замесува месото со малце кашкавалче, отприлика околу 200 до 250 грама мелено месо и околу 50 до 100 грама кашкавал. Ние користиме ајдамир. Додека се пржи шарската, ставиме и стекот за пилешкото во кари и стекчето за цезарот. Значи, бидејќи имаме голем број на посетители кога е времето топло и се нарачува многу разнородна храна, мора да се работи на повеќе јадење одеднаш. Значи, за да работиш на базен Тропико, треба да бидеш спремен на мултитаскинг. Имат ли разбирање посетителите, знаат ли да бидат трпеливи, чекаат или? Па да, поголемиот дел од нив да, значи знаат дека се работи за сепак има преку 100-200 луѓе кои што па да речеме во ист период нарачуваат за јадење, тоа е негде околу ручек време, но има и такви што им се брза, па се караат, се расправат. Што најмногу одзема време, Јовица, во подготовката? Кое јадење? Па највише време одзема пицата, може да се каже. Таа се пече за 3-4 минути, но сепак 10 пици кои ќе ви стигне нарачка во рок од 10 минути, треба 40 минути за да се спрема. Е сега, например, во исто време кога се прави пица, се прави скара, се случува некогаш да нарача некој палачинка, и тоа е малце поспецифично, по моментот треба нели да се направи смесата, да се испече. Така да се комбинира. Има малце чекање, но не е ништо страшно. Како се прави смеса за палачинки? За 3 палачинки. За 3 палачинки. Ние имаме една доза, значи таа ни е за 2 палачинки, затоа што палачинките наши се големи. 150 мл вода, 150 мл млеко, 8 лажици брашно, малце сол, малце шеќер и зејт и јајце. Се положуваме со подготовка на Цезар салата. Салата. Значи Цезарот се прави на многу начини. Ние сме избрали, да речем, дресинг по наш избор и го правиме на наш начин. Колку внимавате на изгледот на јадењето? Секако на прво место е квалитетот и вкусноста. Колку внимавате на она како изгледа на крајот, затоа што чинам дека луѓето го ценат тоа особено многу во последно време? Па сега искрено, кога има многу гужва, не може многу да се внимава на изгледот, сепак се трудиме да биде издекорирано, да биде како што треба, зашто секако нели пред да некој да го вкуси, изгледот е тој што кажува за храната. Кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срцето ти допирам. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкусна мандарина. Значи може прво да се стави стекот, па дресингот, може прво дресингот, па стекот, не игра некоја улога. Сепак резултатот на крај е истиот. Беше ли барана оваа сезона Цезар салата? Па да. Знам дека нешто криеш ти, знам јас. Кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срце. Дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкусна мандарина.
што видовте сега ги ставивме пилешките шварки да се пржат. Ние ќе се вратиме на Цезарот, тој е при крај. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Оригиналниот рецепт за Цезар, во него се става сланина за декорација. Освен Цезар салатата, кои други салати ги правите тука? Па освен Цезар имаме значи стандард шопска грчка, имаме крем салатата е француската, таа е со мајонез, шунка, кашкавал и печен сусам. И сега некогаш правиме и салати, например, по желба на гостите, ако ги нема во мени, исто така и за јадењата. Значи да побараат нешто што не е во мени, за нас не е проблем да им се спреми. Ако одат овие салати покрај базен и алкохол, дали луѓето конзумираат често алкохол додека се покрај базен, со оглед на тоа дека температурите се високи? Па искрено, алкохолни пијалоци, ракија, жестоки пијалоци, малце пославо се пијат. Обично тоа по старата генерација, најчесто се пие пиво. Пиво со добро мезе, зашто сепак на сонце и ракија боли глава. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кога сме веќе кај пијалоците, значи треба да се напомене, го збогативме нашето мени за коктели. До минатата година имавме некаде околу 10 коктели, од оваа сезона имаме скоро 30 коктели. Дел од старите ги задржавме, дел не, значи тоа беше по желба да, на гостите. Така да, кој ги пробал, знае. Дали ова значи дека Цезар салатата е готова? Да, Цезар салатата е готова. Значи тоа кога што видовте, не е некоја филозофија, лесена за приготвување и премногу вкусна. 3, 2, 1. Знам. Шарската представица е готова. Во меѓувреме истекот е при крај, така да може да почнеме со подготовка на сосот за пилешкото во кари. Знам. Што е потребно сега за тој сос? Значи на многу места кај што сум пробал пилешко во кари, го прават, мислам дека како бешамел сос, брашно, вода, кај нас се прави со хопла. Значи секој сос што се прави со хопла, затоа што хоплата дава специфичен вкус, малце е попенаста, поубава за јадење. Се става, значи, хопла, се става кари. Вегета избегавам да, барем јас лично избегавам да користам. Има доволно зачини за да се избегне вегета. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кога ќе знаеме дека сосот е готов? Па ќе се згусна. Значи, ќе се измеша зачините со хоплата, ќе се згусне, сосот, хоплата сака малце како да се пропаржи, не е нешто да се готви. Сами до зори јас и ти. Јовица, овде готвиш затоа што тоа ти е професија додека си на работа, а дома? Па и дома. Дома ретко, но кој ќе видам нешто ново на интернет или на телевизија, сакам да го пробам, што и да е. Сосот е готов. Сега тајната на нашиот сос, Ја откриеме? да, не е некоја тајна, е кашкавалот. Значи го прави сосот да виде да се тегне. Дали сакаш да си со мене? Еве уште една финта. Сметаш ли дека ова се работи кои што постојано треба да се учат да се надградува човек или? Па да. Значи, како и во секоја професија, така и со готвењето, не можеш да запреш на едно место, затоа што излагаат нови рецепти,
се менуваат рецепти, па макар и некој стандарден рецепт, пожелно е да пробаш, да измениш нешто, да ставиш нешто или да извадиш нешто од рецептот, затоа што така и се добиени, да речем, едни од најубавите јадења со проба. Јас имам чувство дека едно од најбараните меса во гостителските објекти е баш стекот. Па да. Може би дека е топло, сепак се работи за отворен објект, надвор е топло, има сонце, меленото месо е малце да кажем, по-тешко и поризично за јадење. Што криеш ти, знам јас, кажуваш без зборови. И воопшто не штедиш на сосов, да ти кажам вака искрено. Па не. Јас да ви кажем искрено, гледам да бидат задоволни гостите, затоа што секако сакаме да не поседат и наредниот пат. Значи, пилешкото во кари е готово, шарската е готова, со пилешкото, значи помфрет иде како гарнир, со шарската стандард. Патлиџанче, краставица. Сега ни остана домашниот чипс и пилешките чварки. Ако до сега чварките беа символ на тазе колено прасе, од сега чварки значат и нешто друго. Па да, значи прв пат кога ќе им кажеме на гостите дека има пилешки чварки, не ни веруваат. Мисля дека ги лажеме. Не е некоја филозофија, значи пилешките чварки ги правиме од батак. Самата кожа на батакот, која ќе се испржи со малце брашно, делува како свинска чварка. Бидејќи чварките се едно, да речем, традиционално јадење, уште од давнешните времиња, затоа и го сервираме во грне, имаме топено сирење, имаме компир во грне, кој исто така во грниња се сервира, да биде малце поинтересно и се запази традицијата. Без никој да не раздели, ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги. Готово е. За рекордно кратко време се подготвија неколку јадења од менито на Базен Тропико. Мирисаат убаво, изгледаат уште поубаво. Очите од посетителите беа вперени во секој од овие јадења. Мамеа со сочноста, раскошноста, њами. Сами до зори, јас и ти сами, без никој да не раздели, ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Слик и за на Инстаграм.
Лето со друга димензија, лето со базен Тропико Брвеница, капење, нуркање, уживање, онамо каде што започнуваат најубавите летни доживувања. Базен Тропико во Брвеница со мени од сопствената кујна, превкусни салати, мезиња, пици, десерти. Сето ова во комбинација со различна музичка понуда секој ден за разбивање на монотониот концепт на летото, за нови дружења, за нови летни авантури. Разнобоен коктел во рака, капење и сонџање, колку душа ви сака. Базен Тропико Брвеница. По завршувањето на ова лето, прераскажувајте го уште долго. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на Кино Братство, спроти градскиот пазар и во близина на Тетовчанка, Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои, лакови и се останато за современо молирисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 20 годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на големо во спортската сала. Дараком, бој со препорака од прва рака и екстра брза испорака. Сега се враќаме повторно на базенот Тропико. Неговата основна дејност е токму одржувањето на чиста вода испитана од вработените во Центарот за јавно здравје. И не ви требаат посебни докази за тоа, само погледнете ја и веднаш ви станува јасно дека навистина е бактериолошки исправна. Стакло. Меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Атмосферата додека снимавме одлична. Секој во свој филм. Тинејџерите фаќаа боја. Децата се молеа часовникот да застане да не ги викнат родителите дома. А мајките и татковците среќни што на нивните деца конечно не им е здодевно. Еве како изгледа тоа низ објективот на нашата камера. Кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сме
sve sami, što ti fali, samo kaži, kaži, zašto durivo leto, ti si lana, kako januari, sagano sve sami, što ti fali, samo kaži, kaži, zašto durivo leto, ti si lana, kako januari, ljubi me i gušni me jako, jako, skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaš kako, gušni me, jako, jako. Sunce zavoja i more to se branuva, ti si povuvava od son, među ženi milion, a sega ljubi me i kušni me jako, jako, skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaš kako, gušni me jako, jako, sagano sve sami, što ti fali, samo kaži, kaži, zašto durivo leto, ti si lana, kako januari, sagano sve sami, što ti fali, samo kaži, kaži, zašto durivo leto, ti si lana, kako januari, ljubi me i gušni me jako, jako, skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaš kako, gušni me, jako, jako. И пред да заминеме го прашуваме Јовица, колку луѓето го одбираа лето во Тропико како место за алтернативен одмор. Значи, базен Тропико е едно од идеалните места да се помине, значи, летниот период. Секој бара да се освежи кога е многу топло. Оваа сезона не беше нешто нај, но сепак сме задоволни како помина. Дел од јули, августот, еве се топли, се надеваме дека до крајот времето ќе не послужи за оние што не можеле да не посетат колку денови што преостануваат 20 на денови до крај на сезоната. Квалитетот на водата ни е на прво место. Останатото е, значи, си доаѓа само по себе. Доаѓаат редовно од Центарот за јавно здравје, испитуваат водата за да нема некои несакани последици, инфекции. Значи, кујната ни работи секој ден. Работиме од 10 часот сабајле до 24 часот. Значи, обично кога е топло времето, секој ден капацитетот ни е пополнет, затоа и се потенцира на нашите гости за нивно добро да може кај да се сместат, пожелно да си направат резервација, затоа што се случува да нема маса, да нема лежалка. Иначе базен Тропико се фокусира на таа група на гости, значи ние работиме со секакви гости, но се фокусираме на фамилиарни луѓе. Амбиентот е таков да можат да дојдат фамилиарно со деца, да си поуживаат, да си ручаат покрај базен, покрај вода и да го искористат времето да излезат малце од дома, затоа што лето како лето дома не се седи. Тропико годинава било во план да се промени во поглед на својот инвентар, но истите планови се префрлаат за до година, со надеж дека навистина ќе бидат реализирани. За наредната година планираме, значи, малце амбиентот да се смени, да биде малце поинтимно, за да се работи навечер. Ние и оваа сезона работевме и минатата сезона со прослави, но не беа некои прослави големи. Од наредната година планираме да има прослави, значи мини свадби, крштевки и такви работи, но се поред. Прво да се среди, сакаме амбиентот, да бидат задоволни гостите. Кажи, зашто дури има лето, ти си лана, како јануари, љуби ме и гушни ме јако, јако, скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како.
Заминуваме од Тропико, гасиме камери, оставаме луѓето да уживаат во прекраснотиите на базенот, а ние на емоциите им ставаме печат со ова издание на Лето на базен. Се надеваме дека уживавте колку и ние додека снимавме. Се гледаме на базен.